Почитувани добро вечер, го следите дневникот на Телевизија Плюс. Ова се настаните на денот. Пензионерите незаконски покачиле надоместоци. Светосавска академија во Куманово. Градоначалникот реагира на отворањето на бугарски клуб. Председателот на Сдруженијето на пензионери Куманово сам си ги покачил надоместоците за себе, подпредседателот и секретарот, тврдат членови на Сдруженијето. Председателот пак вели дека нема злоупотреба, покачувањето е врз основа на одлука за која не знаеле дека била поништена. Парите се вратени на сметката на Сдруженијето, но членовите обвинуваат и за земање на средства за присуство на седници, кои согласно статутот велат не им следувале на раководните лица. Представници на Собранието на Сдруженијето на пензионери Куманово и делегати обвинија дека актуелниот председател Благе Акимовски сам без гласање, како што налага статутот, донел одлука за зголемување на надоместоци за себе, подпредседателот и секретарот. Според нив, раководството се повикало на непостоечка одлука која била укината од 2016 година на седница на Собранието и тој немал право на вакво нешто. Дополнително велат лицата 2 години добиле средства, односно по 1000 денари за присуство на седница на собрание, иако тоа не им следувало. Зголемувањето на надоместоци на председателот било од 12.000 на 14, на подпредседателот од 11 на 12 и на секретарот од 10 на 12 денари, 1000 денари. Но освен ова повреда на статутот, направена и уште една од страна на спомнатите раководство, ним им се исплаќа и надоместоци за присуство на седници, иако и тоа е незаконито. Раководството е должно според статут да присуствува на седници, а не да зима надоместоци. Тие сами, без одлука на собрание, си зимале за една седница 1000 денари. Ние случајно откривме, бидејќи си има список, сега на последната седница не зедо 1000 денари, затоа што разбра дека ние почнавме да се буниме и затоа немаме увид колку пари треба да се оформи. Имаме надзорен одбор кој што врши контрола на материјално-финансиско работење и тој треба да пресмета колку пари. Имаме економисти во тој надзорен одбор и тие мислат дека со овие 60.000 денари си го испрале срамот. Воопшто тие пари не се ништо. Дури самиот председател кажа на седницата, тоа може да го потврди. Јас имам 35.000 денари плата, за тие 2.000 денари ли сум? Срамота е, наместо пензионерскиот денар да оди кај пензионерите, оди кај оние што имаат повисока пензија. Никој не спори дека треба да се покачи надоместокот, но треба да се запази законската регулатива. Изнесеното велат е потврдено и со вонредна контрола на надзорниот одбор кој на барање на извршниот одбор извршил проверка на постоење на спорните одлуки. Делегатите на Собранието на седницата која што се одржала на крајот на декември одлучиле да се известат надлежните државни органи, управата за јавни приходи и јавното обвинителство. На седницата појаснуваат имало иницијатива и за смена на раководството, кое според нив си ја презело вината и побарало да не се разрешуваат до истекот на мандатот во март. До ден денес не е потпишан записникот и заклучоците од седницата одржана на 29.12.2023 година. Како преседан не само именуваните функционери, председателот на извршен одбор на ЗП Куманово, председателот на извршен одбор на ЗП и секретарот на ЗП Куманово ги вратија на сметка незаконски земени пари во вкупен износ 60.000 динари, сметајќи дека со тоа ќе зимнат одговорноста од себе. Но не знаејќи дека треба да вратат персонален данок и камата за земените средства. За проблемот велат е запознаено Централното раководство на Сдруженијето на пензионери. Актуелното раководство пак смета дека се работи за притисок во пресред на изборите. Председателот Благе Акимовски тврди дека нема злоупотреба. Истакна и дека постои можности лицата да се потпомогнати од политичка партија. Тврдам најодговорно
дека нема никаква злоупотреба со тоа што е донесена таа одлука за наше покачување. Затоа што таа е донесена пред основа на една одлука која што ние не сме ја знаеле. И мислам дека постојат надлежни институции за таа работа. Доколку има вина, нека ја утврдат. Јас пак да повторам, значи одговорно тврдам дека кај нас во Сдруженијето не постои никаква вина. Сметам дека ова е еден страшен притисок од една група на луѓе, пензионери, кои што се членови на собранието и кои што вршат силен притисок, подпомогнати веројатно и од одредени партиски структури, за да Благе Јакимовски и ова раководство повеќе не раководи со Сдруженијето. Јас повторно ќе кажам, одговорно тврдам дека ние си работиме онака како што треба, согласно на статутот, согласно на законските прописи, при што секогаш укажуваме на одредени права кои што им следуваат на пензионерите, посебно со најновите усогласувања, а ценејќи ги во каква состојба живеат пензионерите, инфлаторна, енергетска и сите овие кризи што се. Веројатно тоа на некого му смета и сака на некој начин Благе Јакимовски и тоа раководство од Сдруженијето да го таму нема, а да дојдат некои други структури. Јакимовски нагласи дека периодов имале состаноци со огрануците на кои дале насоки како да ги завршат изборите. Бараме, значи тие да бидат најдемократски, сите пензионери да се изјаснат, затоа што секој пензионер, член на огранокот, може да бира, може да предлага друг и нека си изберат оние кои што се најквалитетни, меѓутоа и барам нека ги остават пензионерите сами да си одлучат кој ќе ги води во наредниот период. Без никакви притисоци и без разни овие закани кои што немаат никаков основ. На седницата била донесена и одлука за распишување на избори кои согласно статутот на Сдруженијето треба да завршат во март годинава. Пензионерите од 30 јануари ќе може да располагаат со своите јануарски пензии. Надлежните им препорачуваат на деловните банки преку филијалите и експозитурите да обезбедат готовинска исплата на пензии за клиентите кои не користат картички во 4 групи, според висината на пензијата и тоа. За пензии со висина до 11.000 денари исплатата да се изврши на 30 јануари. Пензиите до 14.000 денари во вторник, за пензии со висина помеѓу 14 и 18.000 денари исплатата да се изврши на 1 февруари, додека за пензиите со висина над 18.000 денари исплатата да се изврши на 2 февруари во четврток. МВР информира дека вчера било пријавено дека во 14 часот на булеварот Октомвриска револуција патничко моторно возило Сеат со кумановски регистарски ознаки, управувано од 32 годишен кумановец, удрило во велосипедист, 70 годишен жител на село Режановце, пошто го напуштил местото. Велосипедистот бил пренесен во Кумановската болница, но поради сериозноста на повредите бил префрлен во комплексот клиники Мајка Тереза во Скопје, каде што утрово во 6 часот починал. Денеска, по преземените мерки и активности од полициски службеници од СВР Куманово, бил пронеден возачот СМ и во службен разговор во полициска станица го признал делото, соопштија надлежните. По целосно документирање на случајот против него ќе биде поднесена соодветна пријава. Во Занајчискиот дом на 26 јануари ќе се одржи Светосавска академија по повод националниот празник на србите во Македонија, Свети Сава. Академијата традиционално е во организација на Српската заедница во Македонија, регионален одбор Куманово.
Националниот празник на србите во Македонија Свети Сава традиционално во Куманово ќе биде одбележан со Светосавска академија во организација на Српската заедница во Македонија, регионален одбор Куманово. Годинава академијата ќе се одржи на 26 јануари во Занаетчискиот дом со почеток во 19 часот, на која ќе присуствуваат значени гости од областа на политиката, културата, образованието од Србија и од Македонија. Част нам е да ќе нам ова година да нам буде гост министар одбране и подпредседник Владе Република Србија господин Милош Вучевиќ. Sa njim je i ministar za rad, zapošljavanja i borilačka pitanja gospodin Nikola Selaković. Dolazi nam i gradonačelnik opštine Kumanovo, gospodin Maksim Dimitrijevski. Tu nam je i ambasadorka Republike Srbije, gospođa Nevena Jovanović. Danas se javio i ambasador Federacije Bosne i Hercegovine, gospodin Dragan Jaćimović. Dolazi najvjerojatnije i ruski ambasador, gospodin Baznikin. Tako da sve u svemu biće i bogat program. Predvideli smo i već je dogovoreno da nam bude u programu specijalni gosti umjetnički ansambl Ministarstva odbrane Stanislav Vinički, zajedno sa njihovim solistima. Dolazi nam isto tako i poznati tenor i prvenac, kako se zove, operski pevač gospodin Oliver Njego. U sklopu programa besedu o Svetom Savi držit će poznati režiser i književnik i publicista gospodin Dragoslav Bokan. Isto dolazi nam par glumaca, Dejan Cicmilović i najvjerojatnije i vidjet ćemo Miloš Vučević iz Beogradskog narodnog pozorišta. I na kraju, naravno, u sklopu programa je i kulturno-medijsko društvo Srpski ves, koji će da se predstavi sa svojim dječjim ansamblom, omladinskim ansamblom i prvim izvođačkim ansamblom. Светосавски академии по повод националниот празник на србите во Македонија ќе се одржат и во Битола и Тетово, а централното одбележување на празникот на Српската заедница Свети Сава ќе биде во Скопје на 27 јануари во МНТ. Фондацијата Македонија најави формирање на бугарски културен центар и во Куманово пренесува фокус. Ние сме едно, иднината ни е заедничка. Куманово наскоро има бугарски културен центар Ненад Петровски, објави фондацијата на чие чело е извесен Виктор Стојанов, кој периодов е актуелен со разни провокации на социјалните мрежи. Бугарските културни центри кои носат имиња на контроверзни личности од минатото се места каде постојано се случуваат инциденти во земјава, но и ги влошува односите меѓу двата народи. Градоначалникот на општина Куманово Максим Димитриевски вели дека не е запознаен со ваквата идеја, но информираше дека ако станува збор за здружение кое доаѓа со лоши намери, тогаш не е добредојдено. Куманово е мултикултурен град. Сите здруженија кои работат во интерес на граѓаните на градот и на државата се добредојдени, доколку се работи за евентуални здруженија кои имаат за цел да генерираат нетрпение кај граѓаните, нетолеранција и првенствено да се занимаваат со негации на македонската нација, јазик, историја и етнос, ние како град сме затворени за таквите и нема да ги толерираме, вели градоначалникот Максим Димитриевски во изјава за Сител. Под варијантата на сојот на COVID-19, Омикрон, наречена Кракен, има симптоми како кај грип или настинка, но само стари лица со хронични болести, односно ослабен имунитет, постои ризик да завршат во болница, исто како кај досегашните соеви на Омикрон, вели епидемиологот професор доктор Драган Даниловски. Светската здравствена организација смета дека Кракен е досега најпреносливата верзија на сојот Омикрон и најави дека земјите треба да размислат да препорачаат носење маски на ризични места. Кракен е позаразен, не предизвикува потешки симптоми. Короната е вирус која постојано мутира и ќе се јавуваат нови соеви во обид да опстане, но наспроти тоа со пандемијата е завршено. Короната ќе остане во истото друштво со причинителите на настинките и грипот. Инаку, уште одамна објаснив дека еволуцијата на короната неизбежно ќе се движи во насока на јавување на соеви кои се позаразни од претходните, но кои истовремено ќе предизвикуваат поблаги симптоми.
Сведоци сме дека тоа се остварува, вели доктор Даниловски. Епидемиологот апелира до граѓаните да останат спокојни, единствено останува препораката тие што ќе пројават симптоми да се придржуваат до така наречениот респираторен бонтон. Во Куманово минатата година се отвориле 382 фирми, покажуваат податоците од бизнисмрежа.мк, ажурирани до 16 јануари годинава. На ниво на државата, вкупно во 2022 година, биле отворени 8665 нови фирми. Во 2022 година отворени се 8665 нови фирми, а во 2021 биле отворени 8662, покажуваат податоците од бизнисмрежа.мк, ажурирани до 16 јануари. Порталот Пари направи анализа кога се отворале најмногу фирми, кои градови лани станале интересни за нови инвестициони вложувања и какви фирми по обем се отвориле. Податоците покажуваат дека најмногу фирми се отвориле во септември, 1497, што е 17,3% од сите новоотворени фирми. Залетот на инвестициона активност бил во август, кога се отвориле 1179 компании. Податоците од бизнис мрежа МК покажуваат дека во цела 2021 година речиси сите фирми, освен 6, се микрофирми. Микрофирми пак се оние кои што имаат до 10 вработени и до 50.000 евра годишен бруто приход. Ако пак се анализираат податоците од Државниот завод за статистика, може да се забележи дека лани во август се намалил бројот на вработени во индустријата за 0,9% во однос на август 2021 година, а во септември намалувањето е за 0,4%. Ако се гледа индустриското производство во август има мал годишен раст од 0,2%, додека во септември има годишен пад од 0,5%. Податоците покажуваат дека трговците се тие што во минатата година имаа најголем интерес за да отворат фирма. Во 2022 година има отворено 1975 фирми во секторот трговија на големо и трговија на мало, поправка на моторни возила и мотоцикли. Ова значи дека во овој сектор се 22,8% од новоотворените компании. На второ место е секторот услужни дејности, каде што се отвориле 1059 фирми, односно 12,2% од вкупниот број на новоотворени фирми. На третото место е градежништво со 817 фирми или 9,4%. На четврто место пак е преработувачката индустрија со 799 новоотворени фирми или 9,2%. Значи овие 4 дејности, трговија, услужни дејности, градежништво и преработувачка индустрија, се виновни во наводници за отворање на над половина од вкупниот број на фирми или тие имаат удел од 53,9%. Предходната година заврши со 5 градови кои во 2021 година беа места каде што најмногу се отворале фирми. Во првата петка лани беа Скопје, Тетово, Битола, Куманово и Гостивар. Во Куманово минатата година се отвориле 382 фирми и со тоа нивното структурално учество е 4,4%, додека во 2021 година се отвориле 416 или учество од 4,8%. Министерот за финансии Фатмир Бесими информира дека се собрани околу 94 милиони денари од данокот на фирмите кои работеа во недела. Тие средства ќе се трошат за фонд за развој и за човечки капитал, но тоа не значи и раст на платите. Според Бесими, ставката за плати е јасна, дефинирана е во буџетот и не може други средства да одат за таа намена. Собраните средства ќе одат во програмите за соодветната намена, за човечки капитал, како што е и предвидено во законот. Поголема демократија во рамките на партиите на власта и отчет пред граѓаните за сработеното, истакна посредбата со кумановци потпредседателот на ДУИ и предводникот на огнената група Изет Меджити, кој нагласи дека тие бараат да се почитуваат европските вредности.
Демократизирање на партијата, отворена дебата, аргументи и контраргументи водат кон демократско општество, односно тоа се европските вредности кои се потребни за напредок на државата, истакна подпредседателот на ДУИ Изет Меджети, кој заедно со дел од високи представници од партијата синоќа се сретна со кумановци. Според него важна е борбата за, како што вели, европските вредности, отворената дебата на партиските органи, отчет на владата. Ние се бориме за европски вредности, партиски органи, дебата, анализа, отчет на владата, сите овие се вредности кои што ние сме ги превзеле од европски партии, од Америка, од нивните институти кои што функционираат тука, NDI, IRI, кои што вложеле во нас за ова. И мислам дека со дебата и со контраргументи можеме да дојдеме до најдобрите заклучоци и само така може со демократизирање на партиите може да се демократизира и општеството и државата и само на тој начин ќе имаме стабилно ДУИ, стабилна влада која што може да збори и да работи кон 80 пратеници за промени во уставот. Значи не можеме да збориме заедно за Европа, а сме против европските вредности. Подпредседателот на ДУИ посочи дека тие како дел од партиското раководство даваат отчет за сработеното, а истото го очекуваат и од сопартијците од ДУИ да кажат, како што потенцираше во изјавата, што сработили и да се соочат со граѓаните. Ние овие работи ги збориме тука и за отчетот, и за ревизијата наша што беше направена на екзекутивата и очекуваме по нашите митинзи и средби со граѓаните го збориме во принцип на отчетот и ревизијата, очекуваме и на другите митинзи од ДУИ да се соочат со граѓаните, а не со функционерите и да кажат нивно е, ако ние ги критикуваме, нивно е да кажат да ние сме сработиле. Ако сме се во Гостивар, да кажат што има направено за Гостивар. Денеска се во Тетово, што има направено за Тетово, само на тој начин може да не убедат граѓаните и нас дека тие се во право. Но напротив, не гледаме, отчет таму, не гледаме сериозна дебата, туку гледаме, се збори за се што, но не за работата на владиниот состав на ДУИ на чело со Артан Групи. Предводникот на огнената група вели дека им порачале на кумановци и на граѓаните на секаде во државата да ги поддржат и да ги критикуваат. Во фоајето на Центарот за култура Трајко Прокопиев утре во 13 часот ќе биде отворена мултимедијалната изложба Скутина, фута, бовча, дилка на етнокореологот Бојан Петковски. Скутината е дел од традиционалната облека која е позната под различни локални имиња – фута, бовча, скутача и слично. Кон крајот на 19. век носијата била во својот полн сјај, а се карактеризирала со слоевитост во облековните елементи и во накитот. Првата визуелна средба меѓу носијата и гледачот секогаш го насочува своето внимание на скутината, вели авторот. Во продолжение следат вестите од Македонија кои ги подготви Снежа Петковска. На 4 февруари приоритет е безбедноста, сочувувањето на мирот и стабилноста и јавниот ред, уверува министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски. Посочи дека секогаш имало структури кои заради лични или политички интереси сакаат да се нарушува процесот на стабилизација на односите, но Спасовски вели нема да се дозволи тоа. Работиме заедно со безбедносните служби со размена на безбедносни податоци и информации и врз нивна основа МВР ќе носи одлуки. Тоа ќе значи заштита на мирот и безбедноста и најважно заштита на националниот интерес, на правото на самоопределување и на достоинството на македонскиот народ, изјави министерот Спасовски. Шефот на дипломатијата Османи порача дека треба да се забрани влез на секој кој ќе негира постоење на македонскиот народ. Премиерот Ковачевски денеска изјави дека се што е во надлежност на владата ќе биде направено, со цел да се гарантира мирно и достоинствено одбележување на 4 февруари, денот на раѓањето на Гоце Делчев. Премиерот Димитар Ковачевски денеска посочи дека сите пратеници треба да го поддржат вметнувањето на бугарите во Уставот, а уставните измени се процес кој трае. Смета дека Македонија е уценета од две партии. Уставните измени не е од еден ден. Обврска на сите пратеници е да го поддржат патот кон Европската Унија и да не го попречуваат. Тоа не е процес на еден човек, една партија, една влада. Тоа е широк општествен и политички процес кој бара консензус.
Ние имаме политичка уцена во државата каде ВМРО, ДПМН и Левица вела дека не поддржуваат уставни измени, а кога ќе ги прашате кој им е планот, немаат план, кажа Ковачевски. Од 1 февруари граѓаните ќе плаќаат поскапи поштенски услуги. АД Пошта на Северна Македонија го објави новиот ценовник според кој поскапуваат стандардните поштенски услуги во внатрешниот сообраќај, пишува Фактор. Писмото до 50 грама од 25 денари од следната среда поскапува на 36 денари и препорачаната цена поскапува и таа сега изнесува 90 денари. Писмо до 100 грама наместо 34 денари ќе биде 48. Поскапуваат и писмата до 250 грама од 48 на 60 денари. Се намалува цената на писмата од 250 до 2000 грама. Поскапува поштенската картичка од 9 на 16 денари. Се укинува и цената од првата зона за испраќање пакети и ќе важат само цените од втората зона. За најтешки писма до 2 килограми ќе се наплаќаат 176 денари за обична пратка, 230 денари за препорачана, а за вредносно писмо со оваа тежина ќе се наплаќа 266 денари. На цената на вредносните писма се додава и цена по вредност, и тоа 3% за пратки со вредност до 10.000 денари и на оваа вредност се наплаќаат плюс 300 денари. Од Агенцијата за пошти вела дека профитната маржа на АД Пошти со зголемувањето на цените и натаму ќе биде 1% и дека ценовникот не е променет од 2009 година. Новиот ценовник на пошта е одобрен од Агенцијата за пошти. Нема инсулинска криза, буџетот за ретки болести е зголемен за 40%, нагласи министерот за здравство Беким Сали. Запрашан дали државата ќе им ја обезбеди терапијата што ја бараат пациентите кои најавуваат протест на 4 февруари пред владата. Сали истакна дека тие постојано работат во насока на изнаоѓање решение за овие пациенти. Тој информираше дека годинава буџетот за ретки болести е за 40% зголемен во споредба од минатата година. Времето денеска во Куманово беше променливо облачно со дожд. Максималната температура се искачи до 6 степени, а минималната беше до 1 степен Целзиусов. За утре метеоролозите најавуваат облачно време со услови за дожд. Температурата ќе се движи во интервал од -1 до 4 степени Целзиусови. Од името на екипата која што го подготви денешниот информативен блок, ви благодарам за вашето внимание. Останете понатаму со нашата програма.